Добар ден! Еве не повторно во нашето стандардно време и денеска ве поздравуваме во нашиот термин и како што ви најавив вчера за нашите редовни гледачи кои што сте на фреквенција на Алфа и особено редовно пратите Алфа ординација и што е исклучиво важно ги слушате советите и препораките од нашите доктори, веќе ја знаете денешната тема. Денеска зборуваме за срцевите заболувања. Тоа е една општа и голема тема која што денеска ќе се обидеме да ја објасниме во еден час, толку колку што е предвидено за денешното издание, но и воедно за секојдневните изданија на Алфа ординација. Ќе зборуваме за тоа што всушност представуваат срцевите заболувања, кои се најчести срцеви заболувања, кои се симптомите кои што се најкарактеристични и всушност како изгледа самата диагностика, третман и превенцијата која што е исто така важна. Дел од симптомите се разбира заморот, губењето на апетитот, недостаток на воздух, сето тоа може да биде причина за одредено срцево заболување. Тоа е нашата денешна тема, а на оваа тема зборувам со доктор Дејан Ковачевиќ, кардиолог и електрофизиолог од болницата Џибатин Систина. Добар ден за вас, доктор Дејан, и добро дојдовте во Алфа ординација. Добар ден до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Пред сека ви се заблагодарам и покрај тоа што имавте, да речеме, напорна вечер, работна. Сепак дојдовте во нашето студио да бидете заедно со мене и со нашите гледачи и да позборуваме за една тема која што секогаш е актуелна, за жал, бидејќи ваквиот тип на заболувања се уште го држат првото место статистички во однос на смртноста, заболувања кои што предизвикуваат и смрт или се со фатални последици, и од тука се појавува се повеќе причината и поводот и за ваквите теми и за ваквите разговори. Со оглед на тоа што се ближи и денот за одбележување или на светскиот ден на одбележување кога станува збор за болестите на срцето, тогаш ние ќе го споменеме и тоа како такво во продолжение. Телефонските линии се отворени доколку нашите гледачи имаат прашања, а на почеток би можеле воведно да кажеме кои се најчестите срцеви заболувања. Добро, она што е, нели, во болестите кои што може да се јават и кои што се поврзани со кардиоваскуларниот систем, најчесто болести покачениот крвен притисок. Тоа е една состојба која што многу често пациентите многу ја занемаруваат и не ја приметуваат. Често се демотивирани да се лечат, односно да ја регулираат, бидејќи самата како симптоми има многу, нели, обични симптоми кои што се главоболие, некоја нелагодност, недостаток на воздух, и пациентите тие симптоми најчесто ги занемаруваат. Така. Она што е важно е да се знаат симптомите, при тоа веднаш штом се почувствуваат, се разбира да се следува консултација со доктор. Се разбира за одредена симптоматологија за било што има нешто непријатно, пациентот треба да се јави, нели, почнувајќи од своите матични служби, понатаму до сите специјалистички служби, вклучувајќи и нас како Џибатин Систина, да дојдат и да проверат што се случува со нивното здравје. Делот кој што во исследувањата, испитувањата, редоследот би бил, значи, обично пациентите, оваа наша работна популација, нели, имаме едни систематски прегледи на кои што треба да се утврди превентивно дали има некаков проблем. Се разбира, превенцијата е најдобриот начин да се спречи нешто понатаму. Така. Причини за појавување на срцевите заболувања, кои што кажавме дека тоа е една општа тема, бидејќи има многу поделби и повеќе видови на срцеви заболувања, но генерално причините се многу бројни. Од тука би ги извоиле можеби најчестите причини поради кои што се појавуваат таквите заболувања. Имаме еден дел во кој што ние реонски живееме во земјите кои што имаат многу висок ризик за кардиоваскуларни болести, кардиоваскуларни настани. Тоа е нашата генетика која што не можеме да ја смениме. Заради проблемот со начинот на исхрана, кој што се храниме, недостатокот на физичката активност, се разбира, еден од многу озбилните проблеми, и се уште сме земја во која што имаме голем број на корисници на никотин, односно активни пушачи кои самите по себе представуваат уште еден ризик во животот. Да, но да не го забравиме тука и доброто, овие се причини, но кога зборуваме и за ризик факторите, да не го забравиме генетскиот фактор кој што влијае. Генетскиот е првиот, ние сме генетска популација во која што дислепидемиите се многу чести, а тоа е проблемот со регулирањето на нивото на масноти во крвта, која што понатаму представува заедно со хипертензијата, заедно со пушењето, еден од основните начини како, нели, ќе настане таа атеросклероза и ќе доживееме кардиоваскуларен настан, односно последователно дали ќе биде инфаркт или мозочен удар или проблем со периферната циркулација. За жал, ние сме една од земјите со висок ризик. Го споменавме високиот крвен притисок или хипертензија, кои останати срцеви заболувања вака доследно би можеле да ги споменеме, со кои што чисто се соочувате во пракса? Добро, она што е, нели, најчесто и што
често го гледаме како најчесто приоѓање на пациентите во болница, тоа се срцевите удари. Значи, кога ќе се појави таа симптоматологија како градна болка која што трае подолго од 15 на минути, пациентот, односно луѓето би требале да се јавуваат во своите служби медицински за да се направи контрола, да се види што, бидејќи третманот и лекувањето веќе е толку современ со тие интервентни процедури во кои што се поставуваат стентови и се дилатираат крвните садови, така да во моментот успешноста на лекувањето на акутната болест е на многу високо ниво. Така. Кога се симптомите во прашање, ние имаме набројано во нашата денешна тема дел од нив, што би било поулеснително и за самите наши гледачи, но и она што веројатно често го прашуваат и пациентите или се жалат на одредени симптоми. Еве, ние имаме набројано замор, губењето на апетитот, значи недоволна желба за храна, недостиг на воздух и тоа се некои симптоми кои што може би се почетни, но кои што кажуваат дека и алармираат дека нешто не е. Сите тие симптоми кои што ќе ни се јават, нели, додека не стигнеме до една акутно заболување, треба да се почитуваат и тоа би требало нашите пациенти, односно нашите граѓани да се јавуваат на време на превентивни прегледи за да се утврди состојбата здравствена во која што би можело да се преземат мерки за понатаму да се спречи појавата на одредени болести. Кога ќе се појават симптоми во кои што пациентот одеднаш кога чувствува дека нема воздух, значи кога ќе се движи почнува да добива болки во нозете, кога ќе се движи почнува да осеќа како топлина во градите, тоа се веќе алармантни знаци кои што пациентот треба веднаш да се пријави на преглед да се види што се случува. Тренувајќи со испитувања кои што почнуваат со лабораториски, ќе провериме нели какви се нашите анализи во крвта, дали имаме масноти, дали имаме шеќерна болест, за да се види што понатаму можеме да превземем упатувањето од матичните служби на специјалистички служби за понатамошни ехо прегледи, тестови на оперетување, прегледи на циркулацијата, се разбира се што ќе биде позитивно ќе бара понатаму и инвазивно исследување на пациентите, тоа се коронарографските исследувања. Да. И кога веќе стигнавме до таму, кажавте дел од дијагностичка постапка, но како понатака изгледа самата дијагностика за да се утврди каде всушност е проблемот и која е вистинската дијагноза на самиот пациент? Се почнува прво нели она што ќе ни го соопшти пациентот. Значи треба да извлечеме податок од него што е тоа што го мачи за да не насочи нас како доктори што би можеле да правиме понатаму и кои исследувања би биле потребни за пациентот. Се разбира пациент кој што има градна болка видиш би сакале да видиме на ЕКГ едно обично што се случува, дали има промени кои што би барале нешто итно да се работи или нема такви промени. Доколку утврдиме дека ЕКГ-то во мирување е нормално, тогаш пациентот го праќаме понатаму на неинвазивни исследувања кои што може да бидат со ехоапарати, на стрес тест, кои што може биде на трака, на велосипед, за да се утврди што се случува кога е физички активен пациентот, односно дали кога се движите, вашето срце работи како што треба и дали ЕКГ-то во моментот е нормално при физички напор. Тоа е една метода која што со одреден степен на сигурност ни докажува дека пациентот во моментот има озбилен проблем или нема проблем. Тоа може да биде нешто што е моментално во зависност од периодот во кој што е самиот пациент или самиот човек, стресен период, напорен период, па може да се случат такви промени или пак е нешто за наша среќа градната болка, да, прво правиме ЕКГ да провериме дали има пациентот акутен коронарен синдром, меѓутоа градната болка не е само синдром на коронарната болест. Болките во коски, во мускули се многу почеста работа него ли коронарната болест, така да тие ревматски потешкоти се многу поприсутни. Миалгиите, болките во мускулите при физички напор, претеран физички напор може да имитира и градна болка која што ќе биде нели од срцето. Така да проверката би била во зависност што ќе ни каже пациентот и како понатаму да го следиме. Што се однесува до високиот крвен притисок кој што го споменавме на почетокот или хипертензија, тоа е еден проблем со кој што се соочуваат голем број на пациенти и тие знаат или во консултација со доктор терапија под одредена терапија го регулираат високиот крвен притисок. Но за жал има примери каде што високиот крвен притисок не е доволно регулиран и од тука може да создаде понатамошни проблеми. Во однос на регулацијата на високиот крвен притисок и веројатно индивидуално од пациент до пациент самата состојба и секојдневниот живот со висок крвен притисок под терапија. Значи кои се
последиците од тоа, кои се последиците од нередовна терапија, од недобра? Оној проблем кој што се уште во светот присутен, ние нели сме дел од светот, е дека за жал хипертензијата, покачениот крвен притисок, имаме два проблеми во кои што се случуваме со тие пациенти. Дел од пациентите и покрај се што правиме не може да се го изрегулираат крвниот притисок, дали заради недоволно лекови, дали заради некои други додатни причини. И имаме голем број на пациенти кои што не земаат терапија. Тоа е најголемиот проблем за сега во моментот и во најразвиените земји во светот, да пациентите редовно ја земаат терапијата. Така да со хипертензијата и пациент кој што воопшто нешто посебно нема никоја симптоматологија, мотивацијата и разговорите со лекарите за да се зима редовната терапија е она што многу помага во спречувањето на проблемите. Се разбира промената во животниот стил, движењето, намалувањето на внес во сол во исхраната, да се намали стресот. Да, тоа Тие се се оние... работите кои што треба сами да ги превземеме, Да, како пациенти. Да, и од тука разговорот и се разбира она што докторот го препорачува е неопходно во однос на таквите пациенти. Имаме гледач кој што има прашање, би било добро да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам 68 години. Добро? Имам 68 години. Да, ве слушаме. Добро? Вака дошо. Осекам, имав страшна тахикардија. Имав 5 толку години оштетување на трвината жлеза. Пиев пропранолол од 40, сабајле и вечер по пола, и пиев енапикс, сабајле и вечер пола. Меѓутоа не прекинуваше тахикардијата, отидов во Синлаб, најдова многу густа крв. Сега ми дадова да пијам на сабајле Конкорд 5, навечер пијам метопролол од 500 пола. Ми дадова синдром по шема, ми дадова клексани, ми стана више, те ногите ми станава отечени огромни. А јас немам сила ни да мрднам. Уста ми е само сува. Во однос на што го прашувате и во однос на она што нели како проблем го имате, а тоа е некаков тип на аритмија. За жал тироидната жлезда како жлезда која што ќе наруши својата функција, понекогаш предизвикува појавување и на одредени срцеви аритми. Најчеста срцева аритмија е неправилната работа на предкоморите, атриалната фибрилација. Така да тука кога ќе се појави таа проблематика, вклучуваме лекови како што е синтромот за да се народно речено разреди крвта. Тоа е да се спречи коагулацијата на крвта и да не се создаваат тромби кои што би ви направиле можност да доживеете мозочен удар. Тоа е заштита во моментот која што треба да ја користите. Појавата на отоци на нозете и зошто ги имате, сепак ќе треба да направите кардиолошка контрола, бидејќи тие може да бидат последица од срцева слабост, значи срцето да не работи како што треба, може да бидат последица и од бубрежното засегање, бидејќи тироидната жлезда знае и метаболен проблем да направи, треба да се утврди зошто се јавиле отоците на нозете. Така да во тој правец ќе треба да се јавите кај колегите да се направи контрола, да се провери што се случило. И корекција во однос на лековите, бидејќи од иста група на бета-блокери обично не практикуваме да еден лек од бета-блокер добиете сабајле, другиот го добиете навечер, би било соодветно еден само да биде, не мора два да имате од иста група на лекови. А причината ќе треба да се доиспитате да се види што е, бидејќи тироидната жлезда со аритмијата, зошто имате сега отоци на нозете, мора да се провери од какво потекло се. Да. Имаме уште еден гледаш, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам 68 години. Имам 68 години возраст. Добро. Преку ден притисакот ми паѓа, ми доаѓа 60 со 40 со 50, а ноќе ми се зголемува. Носев холтер, највисок ми е дојден 200 со 130. Терапија примам пипресо од 2,5 и еналаприл од 10 навечер. Пиев танист и дустер за простата ми ги ексира во ред ми е тоа се. И они ми го си минја многу притисакот.
а сега многу се потам. Потењето ми при движење, во мирување, значи ми се покачува притисокот, во движење ми паѓа. Става многу. Па во односот на што како хипертензија го имате или покачен крвен притисок, распоредот на лековите да не се случува да варира притисокот би бил добар. Минал априлот обично го распоредуваме во некои 2 дози како лек кој што делува помалку од 24 часа за да се стабилизира можеби притисокот, а појавата на потењето и појавата на симптомите кои што се неспецифични, тие не се многу поврзани со со срцето и срцевата работа. Во секој случај би требало да направите консултација со прво почнувајќи нели од матичната служба па понатаму да се утврди во кој правец треба да се испитате. Болести во кои што би се случувало тоа да се качува притисокот, да, хипертензијата треба да ја лечите и да се види што е. Дали има некаков проблем со надмобрежната жлезда, дали има некој проблем со други органи кои што би довеле до таква вариабилна тензија, треба да се направи проверка. Еве како едно надополнување на она што претходно го праша гледачката во однос на срцевите аритмии, би продолжиле за тоа што се може да биде причина за срцева аритмија. Една возбуда во моментот може да предизвика една тахикардија, нели? Тоа се посебно млади пациенти каде што имаме одредени вродени кружни тахикардии, пациенти со ВПВ синдром, каде што возбудата, самата возбуда може да предизвика појава на срцебиење. Срцето да почне да работи брзо, равномерно, меѓутоа не соодветно на она што во моментот го правите. Така да тоа е еден од симптомите кои што многу често младите пациенти не го кажуваат, кои што имаат потреба понатаму за некои иследувања. Аритмијата како проблем може да биде предкоморна коморна. Тоа е првата нели проблематика, може да биде вродена, може да биде кружна, може да биде коморна. Различните типови на аритми имаат различни одредени потекла на самата аритмија. Може да бидат од срцево потекло, може да бидат хормонско потекло, појавата на аритмиите. Многу често кај пациентите кои што имаат заболувања на белите дробови се јавуваат аритмиите на срцето како една од последиците на недостаток на кислород. И она што за жал се најопасни аритмија, тоа се вентрикуларните тахикардии кои што најчесто се последица на коронарната болест, болести во кои што имаме проблем со циркулација на крвните садови, каде што доаѓа до нагло запушување и како компликација од таа болест може да се појават вентрикуларните тахикардии и фибрилација како компликација на самата болест. Воспалението на мускулот на срцето, одредени валвуларни болести на капачињата на срцето може да предизвикаат појава на одредена срцева аритмија. Типот на аритмијата ја докажуваме со електрокардиограма. Тој ни покажува како работи во срцето во моментот и каков е тој срцев ритам. Доколку пациентот во моментот не е во аритмија, се жали дека нешто има како проблем, се ставаат одредени апарати кои што се носат 24 часа и подолго може да се прават снимања како работи вашето срце. Дури постојат и апарачиња кои што се вградуваат во пациентите за да вршат снимање на срцевата работа, кое што може да биде и со години да се слика, да се снима како работи срцето. Што значи дека пациентот доколку почувствува тахикардија или побрзо срцебиење и доколку тоа е невообичаено за самиот пациент или се наоѓа во сосема нормална, смирена ситуација, а тоа го почувствува, тогаш тоа би требало да е едно предупредување дека тоа би треба требало преглед, дека треба да така? се види што се случува. Да, оно што би сакале ако тоа трае подолго од 5 минути, бидејќи кај нас сите служби имаат електрокардиограма и ЕКГ, така да од матичниот доктор па сите други болници може да направат електрокардиограм кој што за време на тахикардијата би се сликал, би бил многу брз диагностички метод, односно ќе се знае каков тип на проблем има пациентот. Со оглед на честоста на срцевите заболувања и со оглед на тоа што со тек на време и возрастната граница се намалува, што велат, да речеме, последните статистики во однос на таа возрастна граница? Која би била возрастната граница? Парадоксот е во моментот интересен што многу порано се јавуваат кардиолошките заболувања, меѓутоа квалитетот на животот е многу поголем, па луѓето се повеќе и повеќе живеат. Така да невообичаено да веќе многу рано почнуваат проблемите со покачен крвен притисок и со појава на срцевите удари
кои што се јавуваат во популација која што е и под 40 години, што е многу порано не беше толку често заради стресот, лошиот начин на живење, таа граница е спуштена надоле. Бројките на годините во моментот за жал не се веќе така класични како било, дека мажите после 50 години доживуваат срцев удар, жените после 60. Сега тие бројки се многу спуштени надоле, односно многу се помлади и помлади пациенти доживуваат за жал нешто што не би требало. За да се спречи тоа, мора да се работи многу на превенцијата. Односно, мора да се работи за се што е корисно за пациентот, да им се укаже на младите луѓе многу рано дека треба да се почне со поздрав живот. Кога веќе ќе се појави одреден симптоми, кога веќе самиот пациент се сомнева дека нешто не е во ред, се консултира со доктор, се одредува самата дијагноза, дали станува збор за висок крвен притисок, дали станува збор за одредена срцева аритмија која што е предизвикана од некоја причина, или пак за одредено друго срцево заболување, тогаш се одредува терапијата. И сега во однос на одредување на терапиите и оно што го споминавме претходно, а не докажавме на недоволно недисциплинирано примање на терапија, што се може да биде последица во овој поглед и докаде е нашата свесност за тоа? Оно што знаеме во моментот со сите медицински податоци е дека нерегулираниот крвен притисок, значи незаимањето на редовна терапија, покачените масноти во крвта, двете тие работи се параметрите кои што ни укажуваат во колкав ризик се пациентите за можен кардиоваскуларен настан во предикција од 10 години. Постои еден Евроскор во кој што ние како кардиолози ги внесуваме тие параметри и можеме да одредиме за нашиот пациент во кој што разговараме колкав е ризикот во наредните 10 години да доживее некаков кардиоваскуларен настан. Така да поразителни се тие статистики во како висок ризик се граѓаните кои што живеат во Македонија за нешто такво да може да се случи. Регулирањето на крвниот притисок, воведувањето во нормални бројки, регулирањето на маснотиите во крвта, ризикот кој што може да биде и над 10% ќе го внесат во бројки 1-2, кои што се нешто очекувано секаде дека имаме некој процент од 1-2% можност за настан, кој што не зависи баш од нас, него од генетиката и природата која што ќе доведе до нешто. Меѓутоа, кога можеме нешто да коригираме, многу е битно пациентот да прифати да се коригира тоа, за да се спречи можноста за понатаму развој на кардиоваскуларната болест. Се одредува во однос на самата дијагноза, дали е потребно конзервативно или медикаментозно лекување со одредена терапија или пак хируршко лекување. Во однос на овие два типа на лекување, хируршкото лекување е, предпоставувам, или пак од она што успеав да прочитам и да се подготвам за денешниот разговор, е тогаш кога станува збор за дали срцев удар или пак одредено срцево заболување каде што не постои друга алтернатива освен оперативен зафат. Во однос на лекувањето, дали ќе биде инвазивно или хируршко, кардиохируршко, се разбира зависи за типот на проблемот. Развојот на медицината е многу голем во светот. Во моментот веќе имаме многу развој на интервентна кардиологија во кој што одредени процедури почнуваат веќе и хируршките да ги заменуваат во решавањето на одредена здравствена проблематика. Која е предноста на стентирањето за време на акутен миокарден инфаркт? Кога ќе стентирате пациент кој што има инфаркт, шансите да преживее во моментот се најголеми, смртноста не преминува повеќе од 2 до 3%. Така да хирургијата тука веќе го има своето место само кај пациенти кои што не може да се интервенира. Така да во тој дел тука кардиохируршкиот дел е втор. Обратно, кога имаме проблем со некои срцеви валвули, значи со тие капачињата на срцето, тука хирургијата има многу предност се уште за сега. Интервентните процедури се во развој и се развиваат, ќе се изедначат сигурно со хирургијата, меѓутоа хирургијата на валвула е се уште она што е водечко во светот. Дали бајпас хирургија ќе направите кај некој пациент кој што е елективно дошол на испитување, зависи од промените што ги има пациентот на крвните садови, дали се работи за повеќе садовна болест, дали пациентот има и шеќерна болест. Значи има параметри кои што ни укажуваат дека пациентот треба да биде упатен на консултација и евентуална операција заради правилата кои што нашата служба ги дава. Значи имаме правила во кои што вели дека ваквите наоди ќе бараат
кардиохируршко мислење, дали може да се оперира пациентот. Да. Што значи дека многу фактори се во прашање и сето тоа подлежи на одредени испитувања, потоа до конечната одлука за самиот третман или како и понатака треба да изгледа хируршкиот зафат. Имаме гледач, ми се чини дека имам таков знак. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас се јавувам од Батинци. Лани... Ало, се слушаме? Да, ве слушаме. Лани оградив еден стен во државна болница. Беше тоа на 27 август и оваа година на 31 јули. Ама сега второто што го ставив, нешто имам замар, ги пием апчињата, али не осеќам добро. Она што би ви го препорачал е да се јавите да направите контрола. Контролата прво со неинвазивните методи, значи да ви проверат колегите, да се направи контрола на тест, на ехо, да се провери што се случува, зошто ви се јавува заморот. Доколку направите стрес тест во кој што повторно биде со знаци дека не се храни срцето како што треба, можеби ќе треба контролна коронарографија да правите. Доколку е појава на срцевата слабост како причина за она што ви прави проблем во моментот, сигурно е ќе треба да се коригира терапијата, меѓутоа треба да се јавите тргнувајќи нели од вашиот матичен доктор да ве упати понатаму на контрола. Бидејќи се поминати 2-3 месеци, колку што ве разбрав од последното стентирање, мислам дека е време да направите контрола, да се види што се случува понатаму. Стигнавме до недел каде што ќе направиме мала пауза и ќе продолжиме, се разбира, по рекламите со останатиот дел од нашиот разговор и со останатите прашања кои што се подеднакво важни и кои што се разбира го заслужуваат вашето внимание и простор доколку имате прашања. Останете на Алфа. Продолжуваме со денешното четврточно издание на Алфа Ординација. Нашата денешна тема се срцевите заболувања, односно замор, губење апетит, недостаток на воздух. Дел од нашата тема, но уште многу има да се зборува и доста добар дел поминавме во првиот половина час со доктор Дејан Ковачевиќ, кардиолог и електрофизиолог од Аџибадем Сестина, каде што на почетокот објаснивме за најчестите срцеви заболувања, причините или ризик факторите поради кои што се појавуваат, симптомите и нивно брзо препознавање е, се разбира, оној најдобар начин за веднаш утврдување на диагнозата и на времено лекување во однос на спречување на понатамошни компликации. Имаме уште доста да зборуваме во продолжение кога е терапијата во прашање, но и се разбира превенцијата која што е подеднакво важна на она што досега го зборувавме. Но претходно имаме гледач кој што има прашање и би било добро да го вклучиме, нели? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, имам прашање до докторот. Јас сум 8 месец скоро бремена, али имам проблеми нешто како срцето да го осеќам у вратот да ми чука. Така нешто, како глупо осеќање, како не знам, треперење и како замор и гушење. Дали е тоа од бременоста или можно е да има нешто врска со срцето? Меѓутоа имам и шумчиња на срцето, али не биле лоши. Проверено е се, кажаа дека се е окей, меѓутоа се појавуваат вакви некои тегоби. Поготово од належење на грб. Она, нели, што самата бременост би требало да се прати, со оглед дека ви објасниле дека имате некаков шум на срце, би било добро некој искусен кардиолог да ја провери таа состојба со валвулите, бидејќи сте пред крај со вашата бременост. Тахикардиите се почести заради плодот, положбата на плодот, не мора да значат дека се некаква состојба поврзана со срцето. Исто така би требало да направите контрола на крвната слика, да не постои анемија, која што можеби да е една од причините за појава на тахикардијата. Прашањето на бременоста, тоа е една природна состојба која што за жал може да даде некои потешкоти. Да направите контрола ако сте биле со некоја срцева проблематика во која што ви објасниле дека има некаков проблем со шумче, да се провери дали тоа е нешто што е значајно, односно да се види како е. Така да во ситуацијата во која што сте, каде што живеете, искусен кардиолог да направи контрола што е точно. Во продолжение ќе го споменеме и вградениот дефибрилатор или пейсмейкер, она што е исто дел од вашата работа како електрофизиолог и кардиолог. Кога е потребно негово вградување?
Дефибрилаторите се посебна група на песмекери кои што може да извршат прекид на појава на забрзана срцева работа, односно за прекид на вентрикуларните тахикарди. Апаратите се вградуваат кај пациенти кај кои што ќе се докаже дека имаат индикација за такво нешто. Тоа се пациенти кои што имаат прилежано инфаркт, со намалена пумпна моќ на срцето и појава на вентрикуларни тахикардии, и како пример на превенција кај пациенти кои што имаат одредени вродени срцеви состојби каде што може да се појави таков тип на аритмија, тоа се хипертрофичните кардиомиопатии, состојби во кои што доаѓа заради генетски потенцијал за дебелување на мускулот на срцето. Така да тука имаме можност за примерна и за секундарна превенција, односно примерна каде што знаеме дека пациентот е во висок ризик за тахикардија и ненадејна срцева смрт, и болести кои што довеле до оштетување на мускулот на срцето, кои што исто така може да доведат до висок ризик од појава на вентрикуларни тахикарди и ненадејна срцева смрт. Апаратот, освен што ќе препознае одреден тип на аритмија, тој е и песмекер. Во секое време кога ќе работи срцето споро, може да стимулира и да го коригира ритмот и брзината со која што срцето работи. И може и во продолжение кратко објаснување за тоа на кој начин се прави таквото вградување. Интервенцијата е мала хирургија. Апаратот се вградува најчесто во пределот на левото раме, во пекторалната регија, значи мускулот кој што ни е на рамениот појас, преку вените кои што ја враќаат крвта до срцето се вградуваат електроди. Дали ќе биде 1, 2 или 3, зависи од типот на апаратот, дали е еднокоморен, двокоморен или трокоморен дефибрилатор, сето тоа зависи колку има потреба и каков тип на работа ќе ставиме на режим на апаратот. И самиот апарат се прави еден джеп кој што е во пределот каде што ќе отвориме кожата, и тука во пределот на рамото ни стои апаратот. Нашите пациенти, за тоа што носат метал во себе, секогаш носат и една картичка за обавестување за сите служби каде што ќе има детектор на метал, за таа да знаат дека има таков апарат. Она што е интересно и модерно веќе во светот, сите апарати кои што во последните 2 години ги вградуваме во болницата се магнетно дозволени. Тоест, кога ќе има потреба понатаму пациентот во животот да прави испитување со магнетна резонанца, овие апарати смеат да влезат во магнетни резонанци, тоест да се прават друг тип на доследување ако има потреба пациентот. Нема да бидат пречка како претходно што всушност како претходно што беа проблем. Како се покажува ефикасноста со оглед на напредокот и во медицината и во самите материјали од кои што се прават ваквите апарати, конкретно дефибрилаторот за кој што зборуваме, или пейсмекерот, колкава е ефикасноста? Како се резултатите кои што ги гледате? Статистиката е нешто што зависи каков е типот на болеста, односно како ќе оди болеста. Апаратот кој што ќе изврши 1 до 2 кардиоверзии ќе спречи наглата смрт кај пациентот е многу успешен. Развојот на болеста, за жал, овој апарат има одредено ниво во кое што ќе помага. Понатаму кога ќе стигнеме до некој крајен стадиум на нашата болест, за жал, ни апаратите не помагаат, меѓутоа продолжувањето на животниот век во моментот со овој тип на апарати, во статистички бројки кои што се вела дека 50% од пациентите преживуваат повеќе од 5 години, што се озбилни бројки веќе. Она што секогаш ги интересира нашите пациенти, колку еден апарат трае, бидејќи тој е апарат поврзан за батерија, батеријата си има свој век на работа. Трајањето на батериите зависи колку има потреба кардиоверзии да прави тој апарат. Така да животот на батериите може да биде од 5 до 10 години, зависи колку стимулации, колку кардиоверзии ќе има да направи и така. Таа батерија која ќе заврши после процедурата на замена на генераторот е многу поедноставна од првиот, бидејќи се отвара местото само каде што е ставен генераторот. Електродите кои што претходно се заштрафени на генераторот се оштрафуваат, се заштрафува новиот, и таа процедура е многу поедноставна и пократка. Така да во однос на временски интервал имаме пациенти кои што имале по 3-4 апарата. Бидејќи ова го работиме веќе 20 години. Имаме гледач, ќе уклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Имам едно прашање до докторот. Да, повелете. Јас сум пациентка од 70 години. На 3 септември бев на стрес тест. И докторите пакетно ме оставија горе на оделение. Седах за дена и спустија
Рекол ќе се јавите после. А може ли да ги прочитам од стрес-теста на доктор се што ми е напишан? Се разбира, да, доколку не е нешто премногу. Не е многу. Добро, повелете побрзо. Пациентот обтоварен според БРУЦ во трајање од 6 до 12,12 постигнати максимални минути. Имате еден дел на тестот пишува заклучок, дали е позитивен или е негативен, како ви е опишан? Позитивен е, да. Позитивен е. И пишува причини за тестирање ангина пекторис. Добро. И ово ме доктор интересира, вика, на фреквенција од 146 БП, што представува 97% од... Вака сега, тоа е медицинско правило за вашата возраст, колку е максималната срцева фреквенција дозволена. Тоа нема многу врска со диагнозата. Оној дел кога ќе најдеме промени на ЕКГ-то за време на одење и е напишан дека тестот е позитивен, треба да се консултирате со вашиот матичен доктор и да ве упати понатаму на инвазивно испитување, односно тестот кој што искочил позитивен, да се направи селективна коронарографија и да се утврди правецот како ќе се лекувате понатаму. Доколку на коронарографијата не постои проблем, тогаш само ќе продолжите со лекови. Доколку има проблем, може да се реши пациентот да биде стентиран или да се упати на байпас хирургија. Се зависи од коронарографскиот наод понатаму. Да, доктора, може уште нешто да ме праша? Кажете. Пијам аспирин 100, има многу модринки од нив. А сега доктор ми рече мора да ги пиеш и плюс тоа ми припиша и во пие ги пораз сега моментално не може да ми текне. Ја му кажав дека имам подкожно крварење, дека имам многу модринки, и он ми рече одбира од веќе едно мора да пиеш. Доколку тестот ви е позитивен и не сте направиле коронарографија за да се знае дали ќе морате да продолжите со антиагрегационата терапија во кој што спаѓа аспиринот, а другиот е клопидогрел, дали ќе треба да продолжите со нив, ќе треба да се доиспитате. Ако сте правеле тест пред 1 месец и бил позитивен, сега немате болки, јавете се пак да направите тест. Може би тестот бил лажно позитивен, па да се види дали е се во ред. Зимањето на лекови кои што ја намалуваат агрегацијата на тромбоцитите, слепувањето на плочките, ќе направат секогаш појава на такви модринки по телото. Тоа е нешто што е, за жал, очекуван лек дека лекот ви делува. А дали ќе има апсолутна потреба да пиете лек, морате да се јавите на контрола, мора да се провери дали морате да пиете. Докторот ми рече, вика, бира, ако не можеш... Значи, во односот на изборот, до исследувањето ќе биде тоа што ќе треба да ви помогне дали морате да пиете од лековите. Да, ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме за да го заокружиме делот каде што зборуваме за вградениот дефибрилатор или пейсмейкер, само уште да кажеме за секојдневието на пациент кој што има вградено ваков апарат и некој кој што можеби има и повеќе, не само еден. Предноста на пациентот кој што има апарат, за жал предноста е заштитата, а болеста е таа што нешто донела да мора да се направи. Така да, она што сегде во светот се практикува е дека покрај кардиолошките прегледи и контроли кои што ќе бидат на 3 месеци, 6 месеци, зависно од состојбата, пациентите треба да се советуваат малце и со психолози, некаков дел на помош во болеста која што имаат, односно да се научат да живеат со новонастанатата ситуација, зашто животот е убав. Така е. Важноста на редовните контроли секогаш ја ставаме, нели се разбира, во нашите секојдневни разговори со доктори на различни теми, за различни заболувања, и исто така ќе биде денес во однос на срцевите заболувања. Колку е важна редовната контрола на пациенти кои што веќе имаат констатирано дијагностицирано срцеви заболувања во однос на понатамошниот третман, контролата од страна на докторот во однос на тоа како делува самата терапија, колку пациентот е доследен на истата и како е резултатот од тоа. Она што е интересно, нели, во нашиот свет на кардиолозите, имаме за се правила кои што треба да ги почитуваме и тука се упатствата кои што велат после една дијагноза дека треба за одреден временски период да се направи некоја контрола. Контролата зависи пред се од дијагнозата. Доколку пациент бил во болница, имал акутен срцев настан, во наредните 30 дена мора да направи уште една контрола во која што ќе се види состојбата. При промена на состојбата, нешто не се чувствува како што треба, пациентот треба веднаш да се јави самиот на
нова контрола. Доколку оди стабилно состојбата, контролите се прават на 3 на 6 месеци. Ако е стабилен пациентот, еднашка годишно се гледа со кардиолог, другите контроли ги прави во матичната служба. Апаратите кои што ние ги вградуваме имаат правило на контрола кое што најчесто е на 6 месеци да доаѓа пациентот. Се разбира тој што има дефибрилатор, доколку се активира дефибрилаторот и изврши кардиоверзија, пациентот го очекуваме да се јави веднаш на контрола, да се види зошто и дали работи како што треба, која била причината за кардиоверзијата. Така да има правила кои што се поврзани со дијагнозата. Хипертензијата како најчеста болест која што имаат пациентите, се разбира, контролата треба да биде како кај докторите, така и дома. Односно, кога сакаме да видиме дали некој пациент е добро контролиран притисокот, сакаме домашниот притисок, односно во домашни услови каков е притисокот да го дознаеме, бидејќи тоа ни е повеќе репер. Многу често кај одредена група на пациенти имаме феномен на бел мантил. Кога дојдете на доктор, ваш ви висок притисокот, искочите, не е. Така да заради тоа имаме и автоматски мерачи кои што се ставаат, снимаат 24 часа како ви е притисокот. Меѓутоа, тој домашен притисок е многу побитен во однос на одлуката како би продолжили да го лекуваме пациентот. Не секој пациент кој што ќе дојде на доктор и ќе му измериме крвен притисок има реално хипертензија. Тоа е интересно. Тука ќе ги споменеме оние пациенти или група на граѓани, особено млади луѓе кои што знаат дека во семејството имаат генетски фактори, носат таков ген кој што понатака во животот може да им донесе некакво срцево заболување. Знаат дека би биле подложни на тоа, тогаш во однос на превенцијата, што би требало да биде превентивна мерка кај истите? Практично е она што во моментот најчесто тие пациенти кои што имале фамилиарно, за жал, родители кои што имале некаков кардиоваскуларен настан или нагла срцева смрт, го знаат тоа дека го има тој ризик. Така да сите оние пациенти кои што фамилиарно се оптеретени со кардиоваскуларна болест би требало да си прават одредени превентивни прегледувања. Превенцијата значи дека треба да се проверат нивото на масноти, тоа е обврсно. Нивото на кислородот, значи нивото на она што во моментот не интересира една тестовите дали ќе бидат негативни. Зошто? Бидејќи пациентот кој што има генетски потенцијал не мора да развие веднаш болест. Подобро би било да се направат сите мерки за превенција во кој што кај пациентот би го смалиле ризикот од појавување на било каков кардиоваскуларен настан. Се она на што можеме да делуваме е нашиот начин на живење. Не можеме да ги смениме полот, не можеме нашите години да ги смениме, меѓутоа како се храниме, колку сме физички активни. Тоа што зависи од нас може. Дали сме пушачи, можеме на многу работи да повлијаеме. Се разбира, мораме и да најдеме личен начин како да се ослободиме од стресот, кој што е нешто во ова многу време присутен. Така, имаме гледаш, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ве слушам, добар ден. Добра, повелете? И убав ден. Убав ден на вас. И до вас. Многу накратко ќе кажам, ќе го прашам докторот. Со години, 70 годишна сум. Со години се борам со екстрасистоли и па десетина и повеќе години и после почна испитувања да ме праќаат да направам стрес тест, се покажа во ред, негативен, мислам, добро го издржав стрес тестот. Понатаму отидов на коронографија и тамо беше се во ред. Немам масноти, немам шеќер, сум подвижна, не сум пушач и така натаму. Што ми беше поента да сакав да ве прашам. Кога и да отидам, мојот кардиолог е Ене Шеху во кардиологија и сум многу задоволна од него, совесен лекар и така натаму. Кога да отидам негдека на друго место да направам ЕКГ, сите ќе ми речат ЕКГ-то не ви чини. А јас имам хиатус хернија. Може ли таа хиатус хернија да делува на ЕКГ-то ако ми се коронографијата и стрес тестот во ред? Причината за екстрасистоли кои што ги имате, прво дали се предкоморни и коморни. Се разбира, хиатус хернијата е една од медицинските состојби во кои што може да доаѓа до појава на одредени екстрасистоли. Механизмот е тоа што желудникот кој што лизга низ диафрагмата удира на долниот дел од срцето и предизвикува прескоци. Така да прескоците заради хиатус хернија може да бидат
како еден од моментите. Дали постои коронарна болест, сте докажале дека немате коронарна болест. Дали тие екстрасистоли треба да се лечат? Би било добро 24 часовен ЕКГ мониторинг да ви направа, да се провери бројот на екстрасистоли, да се провери каков тип на екстрасистоли имате и понатаму да се направи стратегија дали тие воопшто треба да се лекуваат. Тоа би било советот. Имаме уште 5 минути до крајот на денешната алфа-ординација и уште 2 прашања како би го заокружили денешниот разговор. Следното моје прашање е поврзаноста на срцевите заболувања со останати хронични заболувања, што е исто така неретка ситуација кај пациентите. Она што го имаме со кардиоваскуларните заболувања, шеќерната болест, за жал е еден од ризик факторите за појава на кардиоваскуларни болести. Пулмолошките болести може да доведат до појава на аритмии, другите ендокринолошки болести може да направат одреден кардиоваскуларен проблем. Нашите пациенти за жал се проблематични кога ќе треба пациентите понатаму да одат на некој хируршки третман. Тогаш постојат одредени правила кои што ги советуваме пациентите како да се однесуваат прво анестезиолозите, како да се однесуваат хирурзите, бидејќи кардиолошките пациенти, зависно од степенот и типот на болеста, представуваат малце повисок ризик во лекувањето кога се работи за хируршки пристап во лекување. Така да кардиолошките заболувања и кардиоваскуларните настани имаат правила. Ако сте имале инфаркт, во наредните месеци нема хирургија. Ако сте имале мозочен удар, во наредните месеци нема хирургија. Правила кои што се советуваат за да пациентот, ако има потреба од елективна хирургија, се избегне ризикот од акутната претходна состојба. Се разбира, за ургентни состојби нема правила. Што е ургентно мора веднаш да се решава. Ќе завршиме со повторувањето за важноста на превенцијата или превентивните мерки кои што и пациенти кои што веќе имаат и пациенти кои што се сосем здрави, но се разбира на превенцијата секогаш треба да се работи како заштита и одбрана од голем број заболувања, не само од срцевите заболувања. Генерално превентивните мерки се основа на сето тоа, се вклучуваат и тука истите. И ќе го споменеме, како што кажавме, и поводот на некој начин за вашето денешно гостување, тоа е Денот на срцето, кој што се одбележува секоја година. Под кој мото е оваа година и која е пораката која што се испраќа? Оваа година мотото е интересно, вели за моето срце, за твоето срце и да дадеме ветување дека ќе се грижиме за нашето срце. Да. Но вистински да дадеме ветување дека ќе се грижиме Тоа е за сите луѓе на овој свет. Така. Во однос на грижењето за нашето срце и ветувањето на себе си, но и генерално треба да правиме. Проблемот на превенцијата на сите заболувања, или почнуваме од детската возраст, дека децата треба да ги мотивираме за физички здрав живот, да пробаме нивото на зависници од цигари да се смали. Се разбира како ќе тргнеме со сите наши работни обврски да најдеме време и за нас. Освен за работата, да најдеме време за физичка активност која што не е поврзана со работата. Препораките се едноставни. Во Америка велат 30 минути, во Европа велат 45 минути. Да најдеме 1 час време за нас во текот на денот не би било лошо. Стилот на храната, таму каде што живеете, таа храна ви треба. Количината на храната сигурно дека мора да се намали во нашето конзумираме во текот на денот и да биде соодветна на нашите физички активности. Здравата храна е нешто што е присутно сегде, околу нас е тука, само треба да се искористи. Да. И се тоа што го кажавте не е нешто што било кој од нас не може да го направи. Не би требало да постојат изговори околу тоа, би требало да постои желба и волја за истото. На крајот на краштата не е тешко, а е навистина важно во однос на тоа што може да се случи доколку не практикуваме ваков начин на живот, а ние тоа секојдневно го препорачуваме, се разбира и советуваме во нашите секојдневни изданија на Алфа-ординација. Ви благодарам за вашето денешно гостување и за вашето време и покрај обврските што бевте заедно со нас и што успеавме да зборуваме на денешната тема, а при тоа и на некој начин да го одбележиме Денот на срцето и оваа година. Ви благодарам. Благодарам и на вас за поканата. Ќе ви се заблагодарам на крајот за вашето внимание, ќе ви посакам да имате добро здравје и те приклучете се и вие на одбележување за Денот на срцето под мотото кое што го кажавме за моето, за твоето срце, да си ветиме дека ќе се грижиме за нашето здравје и за нашето срце, се во однос за намалување на бројот на срцеви заболувања, но и превентивните мерки кои што исто така ги препорачуваат докторите специјалисти, кои што и така треба да ги почитуваме и практикуваме. Ќе ви оставам со програмата на
Алфа и со она што е следно во продолжение и се разбира утре сме повторно заедно со вас во петочното издание со кое што ја заокружуваме и оваа работа недела. Довидување и имајте пријатен ден.